Преговарачките тимови на СДСМ и на ВМРО ДПМН во Брисел зад затворени врати на уште една втора поред рунда разговори за наоѓање начин за излез од политичката криза во Македонија. Разговорите и овој пат се со посредство на европратениците Иво Вајгл, Едвард Кукан и Ричард Ховит. Со над 2 милиони евра преку обуки и практиканство во следниот период ќе се даде подршка за интеграција на младите лица до 29 години, долгорочно невработените и жените на пазарот на трудот, со цел полесно вработување. Средствата се обезбедени од ИПА програмата на Европската Унија. Со проектот значително ќе се придонесе за намалување на невработеност и подршка на околу 5000 невработени лица од овие категории кои ќе се здобијат со вештини барани на пазарот на трудот, рече ресорниот министер Диме Спасов. Македонските власти се во преговори со 10 инострански компании од Соединетите Американски држави, Германија и Италија од производствени дејности за инвестирање во Македонија. Посочи за Радио Слободна Македонија директорот на ТИРЗ Виктор Мизо. Годинава 13 странски инвеститори веќе почнаа со изградба на своите капацитети и се очекува да стартуваат со производство. Според најавите, годинава се очекуваат во овие фабрики да се вработат 1500 лица. Само во зоните лани биле ангажирани над 3500 работници или вкупно се очекува над 13.000 нови работни места, посочи Мизо. Германската федерална влада работи на план кој ќе овозможи Грција да остане во еврозоната дури и во случај на банкрот. Според новиот германски план, Европската централна банка треба да продолжи да ја финансира Грција доколку земјата банкротира. За тоа да може да се случи, ќе треба да се најдат начини грчките банки да можат делумно да учествуваат во финансиска трансакција, дури и ако Централната банка на Грција прогласи банкрот. Предуслов за ова да се случи е Грција да биде целосно кооперативна во барањата за реформи од своите доверители, затоа што е можно владата на Ципрас да инсистира на своите социјални и популистички програми кои што чинат многу пари. Според анализите, дури и ако овој план не вроди со плод и Грција банкротира и мора да излезе од еврозоната, земјата нема целосно да биде отсечена од Европската Унија затоа што во тој случај ќе биде организирана помош која што ќе овозможи мирна транзиција кон новата валута.